Благодарам, подпредседателя. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, денес на дневен ред го имаме законот број 2, поврзан со фамозните коридори 8 и 10. Тоа е предлог на законот за изменување и дополнување на законот за урбанистичко планирање, која е по скратена постапка и се разбира поради скриените намери на власта, се најде на Комисијата за европски прашања. Закон зацкриен под EU знаменцето и по кој нема простор да се развие широка дискусија, затоа што по овие криминални закони, поврзани со коридориве, и нема ни со кого впрочем да се дискутира и да застанат во нивна одбрана. Но тука се кога треба да ги бранат криминалите на Ковачевски и на Груби, кои буквално на се решени само да истуркаат работата до крај, онаа работа од која што ќе профитираат. Пред почетокот на сета оваа лакрдија, важно им беше да си направат една себе промоција, една свечена манифестација, која впрочем личеше повеќе на еден ефтин циркус, а кој знае колку пари се потрошија за неа и на која, морам да напоменам, организатор им беше една фирма која што требаше минатата година да ги испечати свидетелствата за учениците и дел од учебниците. Но тоа не го направија навреме, а за вакви работи, кои што ќе им ги издиктираат од ДУИ, се експресно се врши. Така е тоа во оваа наша држава, кога имаме ваква власт, нема никаков ред, нема никаква правда, ниту пак грижа за граѓаните. Од 5 закони, кои што експресно се најдоа и пристигнаа во собрание, на седница со дискусија завршивме со најскандалозниот, оној закон за работни односи, со кој што им се пресуди на работниците и дополнително на нивната мака им се зголеми работното време. Како втор е овој, веќе спомнав, законот за урбанистичко планирање, со кој што се прават измени и дополнувања кои се однесуваат на процедурите за креирање, донесување и реализација на урбанистички проекти за објекти од стратешки интерес, во кои што нели спаѓаат државни патишта, железнички пруги, магистрални гасоводи, како и други градби од јавен интерес, кои се реализираат како стратешки инвестициони проекти или проекти од стратешко национално значење. Тогаш, зошто овој закон оди на Комисијата за европски прашања и да ве прашам, колеги, што е овде европско? Кога нема никакво усогласување со ниту една директива и регулатива, а имаме добиено само една празна кореспондентна табела на која што има некој подпис. Но на оној кој науму да прави криминал, оној кој по секоја цена е решен дебело да профитира додека е на власт, не му се важни ниту регулативите, ниту директивите и изнаоѓа начини како да ги протне ваквите криминални закони. Пред некој ден слушнавме дека овие закони одат со европско знаменце затоа што ние како опозиција сме ги блокирале. Зар секој закон кој што ќе го блокираме ќе оди со европско знаменце? Колеги, ве молам многу да размислите за ова. Тоа воопшто не е европска вредност која што ја промовирате и напротив, со ваквите постапки се повеќе и повеќе се оддалечуваме и се загрозува евроинтеграцијскиот процес за пристапување кон Европската унија. За ова предупреди и од Брисел, кога побараа појаснување зошто коридорите одат со европско знаменце, зошто договорот е склучен на незаконски начин, во 4 очи, и целата постапка е во спротивност на обврските кои Македонија ги презеде со потпишување на договорот за асоциација и стабилизација. И Ковачевски пред некое време кажа една тешка невистина дека европското знаменце на овие закони се става затоа што сме во Европа. Која Европа? Неизбран премиере. Она која од вас бара да се намали криминалот и корупцијата, да престанете со носење закони по скратена постапка и да се зацкривате, значи, за европското знаменце,
или зборувате за некоја друга Европа за која што ние не знаеме. Како и да е. Сето оваа фама која се крена пред некој месец, кажав, започна со свеченост, која беше организирана нели по повод овој грандиозен проект. А замислете, проект нема. Како што нема ни одговор на сите спорни прашања, како што се уште никој го нема видено договорот, како што се уште не се знае што сушност Артан ќе гради, како ќе изгледа, каде ќе води трасата, колку шуми ќе бидат уништени, кои диви објекти ќе бидат исплатени како легални, по која цена и така натаму. Многу работи не се знаат, многу прашања чекаат да бидат одговорени и многу сомнежи остануваат кај нас и кај целата македонска јавност. Свеченоста помина, се фрли првата лопата, сега наред се законите и на крај секако да се поделат парите. Што потоа? Останува да видиме, но дефинитивно оваа власт нема да биде таа која што ќе ја сече лентата кога ќе се завршат и кога ќе игра оро. Тешки последици поднесуваме сите ние во Република Македонија, затоа што оваа расипничка влада троши еден куп народни пари, недомакински, неплански. Но, значи, кога станува збор за нивните лични интереси, се до денар им испланирано. Буџетот од 1,3 милиарди евра наменет за овој проект е преголем, но за овие средства ниту ние како опозиција, ниту јавноста знае како ќе бидат распределени. Само знаеме дека поради неисполнување на навремените обврски од договорот, веќе почнаа да се плаќаат пенали. Стотици милиони евра ќе бидат бадијала фрлени, а за учениците, еве, завршува учебната година, се уште нема учебници. За пациентите со ретки болести нема лекови и воопшто грижата за граѓаните, каква што ветува, ја нема. Уште на самиот почеток на овој преамбициозен проект има многу сомнеж, скандали и спорни тендери, но никој од власта не се одважи да ја објасни на јавноста зашто се уште договорот не е достапен на увид, зашто постои сомнеж и за кредибилитетот на фирмите кои што ќе вршат надзор на изградбата од автопатите од коридорите. Повеќе релевантни фактори укажуваат на тоа дека поради самата нетранспарентност на владата во однос на договорот се остава сомнеж за коруптивните намери на груби, а дополнително на тоа и самата Државна комисија за спречување корупција отвори предмет. Истото важи и за јавното обвинителство да постапат по овие предмети и ако навистина има криминал, а има, да им се пресуди на оние кои што го прават. Сме против ова законско решение затоа што е полно со недоследности, затоа што им веруваме на експертите од оваа област, како што се они од комората на овластени архитекти и инженери, кои што има и официјални забелешки доставено и предупредуваат дека со еден ваков закон ќе настане хаос, пред се затоа што се заобиколуваат процедури и градењето на коридорите предвидуваат да се започне само со урбанистички проект, без планска документација. И поради ова се доведува до прашање и самата легитимност на постапките. И поради ова, исто така, во прашање се доведува и квалитет, значи целиот квалитет на изградбата на коридорите, со што се доведува до прашање и безбедноста на учесниците во сообраќајот. За да ублажиме и да не дојде до лоши последици, и по овој закон поднесовме амандмани. Сите беа одбиени, а со таквата постапка, уште еднаш како власт, докажаа дека не ги почитуваат ниту експертите од оваа област, ниту нас како опозиција. Благодарам. Има збор Александар Велјановски.